Вести на Канал 8. Добар ден. 11 кандидати предложени од политички партии и од група избирачи влегуваат во трката за градоначалник на 4 општини во микрорегионот. Верификацијата на нивните кандидатури е потврдена од Државната изборна комисија и наред е постапката за ждребување за редоследот на ливчето за гласање. Имињата на вкупно 11 кандидати ќе се најдат на гласачките ливчиња за избор на градоначалник на Кочани, Виница, Чешиново, Облешево и Зрновци. Сите тие се предложени од политички партии, освен еден, за кого кандидатурата е поднесена од група избирачи. Од општинските изборни комисии потврдија оти имињата на кандидатите се веќе верифицирани од Државната изборна комисија, со што и официјално тие влегуваат во предизборната трка. Најголем број кандидати за прв човек на општината има во Зрновци, дури 4. Освен претходно најавените кандидатури од коалициите предводени од СДСМ и ВМРО ДПМН, како и од група независни избирачи, пред истекот на законскиот рок до општинската изборна комисија свој кандидат предложила и Социјалдемократската партија на Македонија на Бранко Јаневски. Со тоа, гласачите во најмалата општина во регионот ќе имаат најголем избор за кого да го дадат својот глас. Во Кочани пак во игра остануваат тројцата кандидати за кои веќе дојде верификацијата од Државната изборна комисија, а ги предложија СДСМ, ВМРО ДПМН и Социјалдемократската партија на Македонија. Најмал избор за гласачите со само по 2 кандидати ки има во Виница и Чешиново Облешево, каде своји предлози имаат двете најголеми партии. За разлика од последниот изборен циклус за локални функционери, кога имаше вкупно 16 кандидати, евидентно е дека за овие локални избори бројот на предложени имиња за градоначалници е нешто помал. Дури и дел од партиите што тогаш поднесоа кандидатури, сега немаат ни предлог листи за членови на општинските совети. Дали причината е недостигот на финансиски средства или пак сознанието дека не можат сериозно да се вмешаат во изборната трка, за сега е непознато, но неизвестност од крајниот резултат сепак останува. Што се однесува до предлог листите за членовите на советите, нивниот број е 12, во секоја општина по 3. Во Кочани во предизборната трка влегуваат предлозите на СДСМ, ВМРО ДПМН и на група избирачи, а идентична е состојбата и во Зрновци. Во Виница пак, освен од двете споменати партии, свој предлог за советници има и Народното движење на Македонија на Јанко Бачев, а таквата предлог кандидатура на трите партии исто така се повторува во Чешиново Облешево. Според роковникот на Државната изборна комисија, наред е постапката за ждребување на редоследот според кој имињата на кандидатите за градоначалници и на носителите на советничките листи ќе се најдат на гласачкото ливче. Комуналното јавно предпријатие Водовод ќе направи повторно санирање на оштетувањата на изолацијата на цевководот за геотермална вода. За таа цел ќе се потрошат близу 500.000 денари, а постапката за избор на изведувач ќе трае до крајот на овој месец. Близу 8.000 евра од сопствената сметка ќе издвои комуналното предпријатие Водовод за поправка на оштетената и набавка на нова изолација на дел од системот за геотермална вода на потегот од Горни Подлог до корисничките места во градот. Ваквите трошоци се дел од активностите за одржување и санирање на штетите на главниот цевковод, што секоја година дополнително го оптоваруваат буџетот на предпријатието. Од Водовод велат дека оштетувањата на изолацијата на цевководот е поради влијанието на временските услови, но и од несовесната постапка што со години ја прават некои сограѓани. Иако повеќе пати досега имаше апели и предупредувања да не се краде изолациониот лим, тоа останало без поголеми ефекти, па вработените во геотерма мораат повторно да направат трошок за обновување на уништената изолација. Иако не се работи за нова инвестиција, активноста вообичаено се прави еднаш годишно заради одржување на целиот систем. Проблемот со оштетувањето на изолацијата е повеќе годишен и тешко се спречува, а најчесто се јавува во текот на грејната сезона или во летниот период. Веќе е објавен јавниот тендер за избор на изведувач на работите со кој е предвидено да се поправат оштетувањата во должина од околу 700 метри, при што ќе се користи алуминиумско-полиетиленска фолија отпорна на ултравиолетово зрачење. Пријавувањето на заинтересираните изведувачи на работите е до 28 септември, а се планира санирањето на цевководот да заврши пред почетокот на новата грејна сезона.
Центарот за развој на Источниот плански регион ја продолжува реализацијата на проектите што се започнати уште од почетокот на годината, при што скоро во секоја од 11 општини има по еден проект. Најголем дел од проектите се финансираат преку Бирото за рамномерен регионален развој, како и преку ИПА програмата за меѓугранична соработка на ЕУ. Вкупно 12 проекти, чиј носител е Центарот за развој, треба да се завршат до крајот на оваа и почетокот на идната година во општините од Источниот регион. Вкупната вредност на инвестициите изнесува 500.000 евра, а од Центарот оценуваат и станува збор за успешни инфраструктурни проекти на кои жителите од населените места во регионот чекале подолг период. Парите се добиени од Министерството за локална самоуправа, односно од Бирото за рамномерен регионален развој, од UNDP и од владата на Швајцарската конфедерација. Изградба на регионален етнопарк во село Зрновци, прва фаза, регулација на Виничка река, исто така во прва фаза е проектот, изградба на спомен обележие на местото на загинување на Никола Карев. Како една од активностите предвидени во договорот за соработка, склучен помеѓу Министерство за локална самоуправа и 11 општини од регионот, беше предвидено изработка на каталог на реализирани проекти, кои што исто така е во завршна фаза. Освен овие проекти, во тек на реализација се и други, за кои парите се обезбедени преку програмата за прекугранична соработка со Република Бугарија. Исто така во фаза на реализација и проектот Зелени згради за заедничка зелена иднина Грин. Тоа е проект аплициран и одобрен по првиот повик за прекугранична соработка Република Македонија. Преку UNDP исто реализираме проекти, тоа е мапирање на потенцијалите за рурален туризам во Источен плански регион. Во моментот, преку Бирото за рамномерен регионален развој, општините од Источниот регион добиваат 14 милиони денари. За идната година, од Центарот за развој на регионот очекуваат сумата да биде повисока, за најмалку 6 милиони денари. Инаку, со финансиска подршка од прекуграничната соработка, во Кочани во тек е реализација на проектот за реконструкција на зградата на локалната самоуправа, за што од средствата за прекугранична соработка со Бугарија се обезбедија околу 250.000 евра. Со фолклорен концерт и национална вечер, како и фолклорно дефиле, во неделата беше отворен 32-иот меѓународен фолклорен фестивал Истибанско здравоживо. На фестивалот учествуваат над 500 фолклористи од 6 земји од Европа и десетина фолклорни групи и ансамбли од Македонија. Со заедничко оро на сите учесници на фестивалот, со фолклорно дефиле низ Истибања и со концерт и македонска национална вечер, во неделата беше отворен меѓународниот фолклорен фестивал Истибанско здравоживо 2017 во организација на фолклорниот ансамбл Китка од Истибања и општина Виница. На фестивалот учествуваат над 500 фолклористи од 6 земји од Европа и десетина фолклорни групи и ансамбли од Македонија, кои до 20 септември на неколку локации во Виница, Македонска Каменица и Облешево ќе ја презентираат фолклорната традиција на земјите од каде што доаѓаат. Во името на градот домакин Виница и општината која што е генерален покровител на фестивалот, присутните ги поздрави градоначалникот Емил Дончев, кој искажа голема благодарност до учесниците на фестивалот и им посака пријатно да се чувствуваат во Виница. Фестивалот е културен бренд на општина Виница, познат ширум светот. Тоа го потврдува и учеството на странски ансамбли од Португалија, Украина, Турција, Романија, Хрватска, Црнагора, Бугарија и Србија. За време на фестивалот и престојот во Виница, гостите имаат можност да ја запознаат културата, традицијата, обичаите и храната на жителите од овој крај. Фолклорните ансамбли на сцената во Истибања на отворањето презентираа по 10-минутна програма од својот репертоар од земјите од која доаѓаат. На вториот ден од фестивалот го посетија музеот Теракота и Виничкото кале, а утре вечер караванот на Истибанско здравоживо се сели во Македонска Каменица, каде ќе биде приреден целовечерен концерт. Меѓународниот фолклорен фестивал Истибанско здравоживо финансиски е поддржан од Министерството за култура на Република Македонија и од општина Виница. Фолклористи од Европа во посета на музеот Теракота во Виница. Активноста е дел од одбележувањето на европските денови на културното наследство.
Членови на фолклорните ансамбли од Португалија, Украина, Турција, Романија, Хрватска, Црна Гора и Бугарија, учесници на годинешното 32-ро издание на Меѓународниот фолклорен фестивал Истиванско здравоживо, го посетија музеот Теракота во Виница. Посетата се реализира во рамките на одбележувањето на Европските денови на културното наследство. При посетата на музеот Теракота, гостите од повеќе земји од Европа ги разгледаа витрините и изложените експонати пронајдени за време на децениските истражувања на археолошките локалитети во Виничкиот крај, посебно на Виничкото кале. Посебен интерес пројавија за уникатните винички теракотни икони, кои што по својата уметничка и археолошка вредност се познати во целиот свет. Во рамките на Европските денови на културното наследство, музеот го посетија и ученици од Виничките основни и средни училишта, кои што присуствуваа на предавањето на тема водоснабдувањето на Виничкото кале во античкиот период, а се интересираа и за последните наоди на калето. Учесниците на Меѓународниот фолклорен фестивал Истиванско здравоживо го посетија и Виничкото кале, каде што се запознаа со остатоците на археолошкиот локалитет на кој беа пронајдени и познатите теракотни икони. Во рамките на манифестацијата Европски денови на културното наследство 2017 во периодот од 15 до 22 септември во Кучани ќе се организираат посети на етнокуќата, презентација на тема Водата извор на животот и прошетка до водопадот на Голема река. По тој повод музејската збирка од Кучани во вторник 19 септември од 10 часот организира презентација на темата во просториите на библиотеката Искра. Настаните ќе ги следат ученици од основното училиште Малина Попиванова и средното училиште Гоше Викентиев од Кучани, како и лица со посебни потреби од дневниот центар од Виница. Минатата година на браната градче за прв пат. Годинава по втор пат Сдруженијето за култура, наука и општествени дејности Стари поток од Кучани ја реализира манифестацијата Сликарски конак под наслов Арт варијации Стари поток. Започна во недела на 17 септември, а ќе трае до 23 овој месец. Сдруженијето за култура, наука и општествени дејности Стари поток од Кучани како дел од годишната програма по втор пат ја реализира манифестацијата Сликарски конак под наслов Арт варијации Стари поток. Минатата година за прв пат манифестацијата беше реализирана на браната градче. Годинава се одржува во Пехчево, во просториите на Домот на културата Јане Сандански, а уметниците своите дела ги создаваат во околината на Пехчево и во хотел Гогов. Самите уметници кои што ќе учествуваат оваа година доаѓаат од Република Србија и од Македонија. Од Република Србија ни доаѓаат уметниците Божица Милојевиќ и Кристина Милошевиќ, додека од Македонија Трајан Трајковски, Гроздан Крстевски, Гоце Елиевски, Еми Ѓорѓиевски и Мики Трендафиловски. А уметниците своите дела ќе ги створат во Домот на културата Јане Сандански во Пехчево, а генерален спонзор на самата манифестација е хотел Гогов. Инаку како помагатели на сликарскиот конак се општина Пехчево и општина Кочани и многобројни стопанственици од Кочани на кои посебно им се заблагодаруваме. Создадените дела од годинешниот сликарски конак ќе бидат изложени на изложба наредниот месец во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани, а потоа и во Пехчево и во други градови од државата. Голем црковно-народен собир и манастирска слава на храмот посветен на Свети Климент Охридски кај локалитетот Шарена чешма на Осоговските планини се организираше во неделата. Со света божествена литургија беа одбележани 2 години од денот на неговото осветување. 2 години од осветувањето на храмот Свети Климент Охридски беа одбележани со света божествена литургија и со голем црковен собир на истоимениот манастир, сместен во падините на Осоговските планини кај локалитетот Шарена чешма. Голем број верници се собраа во неделата во чест и слава на големиот светител Климент Охридски и заеднички повикуваа кон Бога за милост и спасение. По светата божествена литургија со која чиноначалствуваа свештеници од Брегалничката епархија, беше осветен славскиот колач, подготвен од ктиторот на манастирот Благој Ситновски со неговото семејство. Верниците кои што беа присутни на славата палеа свеќи за здравје, упатуваа молитви кон светителот.
За сите присутни верници беше организиран ручек, а луѓе доаѓаа во посета на манастирот во текот на целиот ден. Од пред 2 години, кога владиката Иларион го освети манастирот, секоја година, недела по празникот одсекување на главата на Свети Јован Крстител, ќе се организира слава на овој манастир, кој што е впишан во редот на многуте храмови изградени во слава на Бога. Следува информацијата од спортот. Викендов се игра на преварите во првенството во првата фудбалска лига за жени и во втората лига Исток во машка конкуренција. Во Согово на домашен терен ја победи Плачковица од Радовиш, а женскиот фудбалски клуб Кочани загуби на гостувањето во Битола против Атлетико. Во саботата се одиграа надпреварите од третото коло во првенството на втората лига Исток, во кое фудбалерите на Осогово како домакини ги освоија 3 бода. На стадионот Никола Мантов, жолто-сините ја дочекаа екипата на Плачковица од Радовиш и ја победија со 2:1. Иако до бодовите дојдоа со тесен резултат, сепак со играта што ја прикажаа домашните немаше да биде незаслужено, ако мрежата на гостинскиот голман Бехар се затресеше уште неколку пати. Нашиот второлигаш во водство дојде дури при крајот на првото полувреме, иако претходно не беа искористени неколку сигурни шанси за погодок. Голот во 40-та минута го постигна Коцевски, упатувајќи удар од 16 на метри, а топката влезе во гостинскиот гол, што беше повод за радост на трибините и меѓу играчите. Со ваков резултат се отиде на пауза, а во вториот дел од надпреварот како малку да се загуби енергичната игра на домашните, па иницијативата ја презедоа гостите од Радовиш. Тоа им донесе и позитивен ефект во 60-та минута, кога изедначија од пенал што го изведе Петров. Претходно во 16-никот на Осогово беше направен груп фаул над гостинскиот играч Најдов, што судијата Илиовски го санкционираше со удар од 11 метри. Изедначувањето на резултатот како повторно да ги подразбуди жолто-сините, кои одново тргнаа во напад, а победата ја обезбедија во 80-та минута со погодокот на Атанасовски. Со втората победа во првенството Осогово има 6 бода и моментно се наоѓа на 4-та позиција на табелата. Во следното 4-то коло, нашата екипа ја очекува тежок меч на гостувањето во Струмица против лидерот Беласица. И во првенството на првата фудбалска лига во женска конкуренција, викендов се играше третото коло, во кое ЖФК Кочани гостуваше во Битола против Атлетико и воопшто не се прослави. Кочанскиот женски прволигаш доживеа пораз од 6:0, со што и понатаму останува без бодови. Екипата ја продолжува серијата катастрофални порази со примени 6 гола на средбите од сите 3 досегашни кола и без бодови останува на дното на табелата. Поради обврските на женската фудбалска репрезентација до 17 години, првенството ќе мирува 2 недели, односно 4-то коло ќе се игра на 7 октомври, кога нашата екипа ќе биде домакин на последно пласираната Каменица, која годинава е дебитант во првенството. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова понеделничко издание на вестите на Канал 8. Имајте пријатна вечер. Довидување.